Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека сака поконструктивни односи со Русија, дури и кога Западниот сојуз презема интензивни мерки за да одговори на зголемената воена агресивност на Москва. Говорејќи посредбата со шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, Столтенберг изјави дека НАТО и Русија имаат сериозни несогласувања за многу прашања, што го прават диалогот повеќе од важен. Министерот Лавров и јас се согласивме да ги продолжиме нашите контакти, рече Столтенберг, наведувајќи дека диалогот со Русија е потребен за да се намалат тензиите и да се избегнат грешките и недоразбирањата. Непосредно пред средбата со Лавров, тој оцени дека Русија во последниве години станала поагресивна и затоа алијансата била принудена да одговори. This is again part of a pattern we have seen over many years with the increased Russian presence in many parts of the world, direct support to the Assad regime, but also use of force against neighbors in Ukraine and Georgia. This has triggered the biggest reinforcement of NATO, of a collective defense, since the end of the Cold War. Столтенберг прецизира дека НАТО за прв пат на таквите руски активности реагира со распоредување на борбени единици во источните земји членки на алијансата. Тој исто така најави дека НАТО наскоро во Норвешкото море ќе одржи најголемата вежба досега, која вклучува копнени, воздушни и поморски сили. Сепак, како што наведе Столтенберг, НАТО не сака нова студена војна со Русија. NATO's goal is not a new Cold War. We want to avoid a new arms race, a new Cold War. So we are actually working for a more constructive relationship with Russia. Russia is our neighbor. Столтенберг наведе дека на средбата со Лавров изразил силна солидарност со Британија во врска со нападот со хемиски отров врз поранешниот руски шпион Скрипал и неговата ќерка во Салсбери, Англија. За нападот со нервниот газ новичок, Лондон ја обвинува Русија, која пак го демантира тоа.